Почитувани, добре дојдовте во новото издание на политичко-информативната емисија Неделник при Македонскиот информативен центар од Канада, Глас на Слободна Македонија. Ваш водител како и секогаш сум јас, Петар Петовски. Како што сме запознаени од минатата емисија, во Канада се одржаа избори на 20 септември 2021 година. Како што веќе знаеме, изборите во Канада завршија и според резултатите слободно може да се заклучи дека ништо битно не се промени во идниот состав на парламентот од стариот состав на парламентот. Нешто што се зголеми е $610 милиони, што ги прави овие избори доста скапи за разлика од претходните. Официјалните резултати од изборите во Канада ќе ги објавиме кога сите гласови ќе се избројат и ќе бидат достапни. Засега ќе ги објавам неофицијалните гласови од 44-ти канадски парламентарни избори, а тоа се: Либералната партија на Канада освои 158 пратеника и со тоа има можност да формира малцинска влада. Конзервативната партија на Канада освои 119 пратеника и со тоа го доби местото на официјална опозиција. Официјална канадска опозиција во парламентот. Трето пласирана партија е Блокот на квебекарите со освоени 34 пратеника. Четврто пласирана партија е Новата демократска партија со 25 пратеника и четврто пласирана е партија на Зелените на Канада со освоени 2 пратенички места. Додека на партија на Канада е без освоен пратенички мандат, но го зголеми бројот на освоени гласови на 5,9%, од 1,6% освоени гласови во изборната година 2019 година. Во една од следните емисии ќе направиме подетална анализа за изминатите 44-ти општи парламентарни избори, тоа ќе се надам дека ќе имам соговорник. Се надам дека ќе имаме можност да имаме и соговорник со кога ќе ги дискутираме овие избори, резултати од овие избори. Ако овие резултати укажува останат непроменети и поброените на гласовите по пошта, тогаш говорениот генерал на Канада, Мари Симон, ќе го свика лидерот на либералната партија Џастин Трудо и ќе му даде можност да формира нова малцинска влада, ако успее да најде начин како да владее со доверба на куќата по куќата на обичниот човек, тоа е House of Commons или долниот дом на канадскиот парламент. Ако не успее да најде партија или му се изгласа недобро за приговорот од тронот или на буџетот, тогаш во Канада ќе имаме нови парламентарни избори. Ако по нешто ќе се памети ова изборна трка, ќе се памети по тоа што имаше доста обвинувања и доста протести. Едно такво обвинување стигна се упати до премиерот на Канада и лидерот на либералната партија Џастин Трудо од страна на поранешната министерка за правда и јавна обвинителка на Канада Џоди Вилсон Рейнолд. Имено, во својата книга Индијанка во кабинетот, Џоди, поранешната министерка за правда и јавна обвинителка на Канада Џоди Вилсон Рейнолд го обвини премиерот Џастин Трудо дека за време на аферата SNC Lavalin го натерала да лаже пред парламентарниот комитет за правда. На што сегашниот премиер Џастин Трудо изјави дека тоа не го направил. Именно не до таква наредба. Книгата на Џоди Вилсон Рейнолд, Индијанка во кабинетот, излезе од печат на 14 септември и е доставна за читање на сите нас. Би препорачал да ова книга да се купи или ако имате можност да ја земете од библиотека да ја прочитате. И не е тоа што е против Трудо, туку имаме согледување на како работите се одвивале во самиот кабинет на Џастин Трудо.
За оние што првпат слушаат за аферата SNC Lavalin, во кратки црти ќе објаснам за што станува збор. Имено во периодот на 2001-2012 година, компанијата SNC Lavalin на разни либиски имено во периодот на 2001 и 2012 година, компанијата SNC Lavalin платила на различни либиски државни функционери испатила имено во периодот на 2001 и 2011 година, компанијата SNC Lavalin платила на различни либиски државни функционери мита во исплати во вид на мита во износ од $48 милиони. Компанијата се наоѓа под истрага на компанијата се наоѓа под истрага од канадските сојузни власти. Според некои информации, компаниите е една од поголемите донатори на Либералната партија на Канада. Раководството на компанијата исто така лобирале кај одредени челници од самата партија да не бидат тужени кривично. Ако се утврди, според законите на Канада, ако се утврди дека компанијата извршила криминални дела, како давала мито, ги прекршила другите, го прекршила кривичниот законник на Канада, тогаш на компанијата ќе се забрани правото во следните 10 години да учествува на конкурси за тендери на сојузно ниво. Додека исто така додека раководството на партијата раководството на компанијата кое со знаење давало мита и го прекршило кривичниот законник, им следи карни затвореж на новото дека започна најнова вест дека сојузната опозиција започнала кривична испрага против SNC Lavalin и нејзиниот менаџерски тим, раководен тим. Тоа е вест што се објави ден после изборите во Канада. Ба ќе видиме каде ќе оди. Но да се вратиме на нашата тема, тоа се вестите околу избор. Имено компанијата SNC Lavalin имала закажано рочиште за во мај 2019 година. Според изјавите на поранешната министерка Јана Винитока, самиот премиер и одредени службени лица, вработени во канадската влада, ја притискале да го забрави судскиот процес против компанијата да ги тргне сите обвинувања. Значи, таа да изврши еден притисок за тоа што со тоа би го прекршила, би направила, бидејќи според канадските закони не сме такво нешто да се направи, оти тоа подлега под санкција на кривичниот законник на Канада. Тоест на криминалниот законник, Criminal Code of Canada. Кога оваа афера стана јавна и кога помина низ парламентарна истрага, личниот секретар на Трудо Џастин оваа афера стана јавна и кога помина низ парламентарна истрага, личниот секретар на Трудо Джералд Бац и службеникот на Советот на владата на Канада Майкл Берник понесо оставки на нивните места, на нивните функции. Веќе во тоа време Џоди Вилсон Рейбот одби да лаже, беше приморана да понесе оставка додека во знак на солидарност и се придружи и тогашната министерка за здравство Џейн Филипот. И канадски парламент, и Џоди Вилсон Рейбот и Џейн Филипот беа избрани во своите изборни единици и сега беа присутни во парламентот како независни претеници, Додека, за жал, на овие избори немаше Џоди Вилсон Рейбот одлучи да не се кандидира повторно за избор во изборите одлучи да не се настапува на овие на 44-те канадски сојузни избори, но затоа напиша книга со која го опишува своето искуство во кабинетот на Џастин Трудо. Но како што имаме незадоволство спрема Џастин Трудо, така имаме незадоволство и во Онтарио и во Алберта. Прво,
Незадоволството кон премиерот на Алберта Джейсон Кен и неговото водство низ ковид кризата се зголемува. Според пишувањето на весникот Western Standard од Алберта, во изминатата сабота 18 септември 2021 година, во Калгари, Алберта се одржа голем протест против ковид мерките на кои присуствувале 7.000 луѓе, Според мерките кои доаѓаат на сила, сите деца кои се на 12 години се преборуваат во разни спортски клубови во Алберта, треба задолжително да се вакцинираат или немаат право да учествуваат во сите спорт. Откако оваа вест им била пренесена, соопштена на родителите, следвало масовно испишување од хокеј клубовите со причина дека не сакаат своите деца да ги изложат на несакани последици. Една од причините за тоа што Джейсон Кени се одлучи да воведе построги мерки, но и да притиска, сега има еден голем притисок, да се сите вакцинираме и да се воведува пасошот за примена на вакцина, е дека наводно бројот на ново заболени од COVID расне, од новата варијанта расне, и дека наводно болниците во Алберта се преполнети од ново заразени. Имаше една вест дека премиерот на Алберта Джейсон Кени побарал помош, бидејќи неговите болници се преплавени со заболени, да ги носи во другите провинции каде што има слободни кревети. Додека Джейсон Кени сака да воведува строги мерки, народот се буни. Една од познатите легендарните албертански пеечки легенди Пол Бранд, кој своевремено работел како здравствен работник во детската болница на Алберта во Едмонтон, напиша еден пост кој можеме да кажеме, кој може да се каже дека е против задолжителното вакцинирање и против воведување на вакцина пасошот, со едно образложение дека вакцинација, но и за воведување на вакцина пасошот за примена вакцина, треба да се поведе дебата на кој ќе учествуваат сите, и они што го имаат прележано, го има прележано вирусот, но исто така и за тие што треба да го примат, и оние што го примиле вакцината. Тоа доаѓа од лично искуство на Пол Бранд, кој заедно со својот син го има прелегано болеста, тоест коронавирусот. Поради ваквата бурна реакција на народот, се разбира доаѓа заменик лидер на Обединетата конзервативна партија и други членови бараат од управниот одбор на Обединетата конзервативна партија да се поведе оценка на лидерството, водството на Джейсон Кени, тоест да му пошироко да се свика седница и да се распишат избори каде ќе се гласа за доверба или недоверба на лидерот на именно со процесот на оценување на водството на Джейсон Кени, тоа всушност се бара да се распишат општи избори, да се свика седница и да се свика седница каде ќе се гласа недоверба или доверба, каде ќе му се даде доверба или недоверба на Джейсон Кени за неговото водство низ оваа криза. Сега мислам дека тоа тука се работи, мислам дека треба некој да се кандидира. Не би навлегол во детали, че се обидно да добием малку повеќе детали, тоа како ќе изгледа овој процес и како ќе оди натаму. Затоа ме молам следете не, за да добиете повеќе информации за тоа како работите се одвиваат во Алберта со Джейсон Кени, но и во Канада и во остатокот на Канада,
од каде ќе добиваме вести и ќе ги објавам на неделникот. Но да продолжиме. Во Торонто, во Онтарио, каде се мисли дека се е мирно, не би, но во Онтарио каде врие се секојдневно тихо, не е лесно да се премиер, но и да не е лесно да се градоначалник на главниот град на Онтарио, Торонто, бидејќи и премиерот Дагфорд и градоначалникот на Торонто Џон Тори секојдневно доживуваат, секојдневно имаат различни видови на протести. Еден од тие протести што може да се случи пред парламентот на Онтарио, во Квинс парк или во паркот на Кралицата, е група на пожарникари и на медицински сестри излегува на тивок протест. Тоест, држа пароли, мочеа и држа протест и беа одржаа протест пред самите скали на парламентот на Онтарио. Додека на Џон Тори група бездомници му изгради градот шатор, влеза на неговиот стан, се повика полицијата го расчисти тие протести, но сепак сметка, но сепак иако протестите полицијата ги растори, останува сепак да се плати цената за тоа колку ќе чисти чистењето околу на град, колку ќе чисти. Но сепак останува да се види колку ќе чини чистењето на сметот на ѓубрето што остана пред влезот на станот на градоначалникот Џон Тори. Но сега дојдеме малку со ни вести од Австралија. Таму работите избувнаа, откако владата на Австриската сојузна држава се случува во Австралија и малку ќе се острема на одржаните избори на одржаните парламентарни избори во Русија. Прво одиме со Австралија. Во Австриската сојузна држава Нов Јужен Велс дојде до судари помеѓу полицијата и народот околу обидот да се воведе задолжително вакцинирање и пасош за примена на вакцина. Имено сега велат дека сега владата на Нов Јужен Велс издаде нов декрет, нов ферман, дека знаете дека луѓето кои дека сега сите треба да дека ковид мерките ќе тргнат ако над 70% на населението е вакцинирано, дупло вакцинирано, пардон. Како што оди работите, тоа тешко дека може би да се случи да биде октомври, ноември, кога ќе се стигне до таа бројка, а може би и никогаш. Именно во државата Нов Јужен Велс дојде во градот Мелбурн, дојде до судари. Сега мислам се протестира во Камбера, во Мелбурн, Сиднеј, Брисбејн, сега протестите се расширени цела Австралија. Но додека протестите траа во Нов Јужен Велс, дојде до судари помеѓу полицијата и протестантите. Според некои, полицијата премногу употребила груби мерки во спровањето со протестантите. Во тоа имено една снимка каде полицијата употреба прекомерна сила на постари луѓе, а протестите беа мирни. Следниот ден беше многу пожорчно, така да дојде до поголеми судари меѓу полицијата и протестантите, во кои имаме повредени 7 полицајци, а полицијата има приведено 270 души. Толку за Австралија, се надам дека ќе малку повеќе за Австралија ќе збориме малку во наредните емисии. Сега би се обзрнал на парламентарните избори во Русија, каде очекувано победи партијата блиска до председателот Владимир Путин,
една Русија, мислам дека се вика Обединета Русија. Што може да се каже, тука би го искористил цитатот на една, како да кажеме, една поговорка на Вјачеслав, на рускиот министр за надворешни работи Вјачеслав Молотов, а тоа е дека ние во Русија не се важи како гласаш, важно е кој ги брои гласовите. Така да, 30 години од нападниот падот на комунизмот, Русија и неколку земји од источниот блок се уште не може да се справат со авторитет, не може да се справат со диктаторските режими кои постојат, кои се кај нив. И исто, но да објаснеме на работа. Ако погледаме графиконот, кој сега го гледате, во Русија за сега стара најдобра опозиција, најголем отпор освен најголем отпор доаѓа од Комунистичката партија на Русија, која има освоена 19% од гласовите. Потоа се Либерал-демократската партија на Русија, која има освоено 7,5%, додека партијата на Владимир Путин на Русија има освоено 49,8% од гласовите. Што малку е загрижувачко и невидно да една партија целосно време доминира. Но тоа е тоа. На крај, би ви се заблагодарил за вашето внимание и трпение. До следното слушање с Богом и уживајте во нашето содржање, но останете ми живи и здрави и до